Буџетот се полни над очекувањата и во услови на голема енергетска криза. Економијата е со добри параметри кои се очекуваат и во наредниот период, изјави премиерот Христијан Мицкоски на прашањето за економската состојба во моментов. Очекувам и во вториот квартал да имаме солиден раст на бруто домашниот производ, имајќи предвид дека во април месец задržништвото беше над 40%. Трговијата исто така е двоцифрена, раст имаме во туризмот, буквално во сите сегменти и покрај би рекол предизвикувачката состојба, ќе биде тешко, но нема да очајуваме, ќе се бориме. Имаме план, сосема пристојно се полни буџетот, би рекол над нашите очекувања. Така што ликвидносно оваа година ја затвараме. Од страна на опозицијата очекувам да продолжат предизвиците со креирање на невистини, со шпекулации. Требаше да банкротираме 24-та, па не банкротиравме, па 25-та. Еве повторно лоша вест за опозицијата, нема ни оваа година да банкротираме. Системот економски треба да се стабилизира, а на предизвиците од енергетската криза соодветно да се одговори. Наша стратешка цел е да успееме да го консолидираме системот онака како што мислиме дека треба да функционира, посебно збора македонската економија. Во делот на инфлацијата, за жал, еве повторно имаме предизвици во заливот, повторно имаме воени действија од големи размери и повторно имаме раст на цените на нафтата и нафтените деривати на светските берзи, што секако за нас како влада представува предизвик. Денеска на владена седница ќе ја продолжиме, на ворена владена седница ќе ја продолжиме кризната состојба и во рамките на таа кризна состојба ќе ги намалиме акцизите за безоловните бензини и за дизел горивата. Без оглед на глобално неповолните економски трендови и тенденции, Мицкоски изјави дека проблем со исплатата на платите, пензиите и социјалните додатоци по сите основи ќе нема.